Благодарам, почитувани граѓани, почитуван заменик министер. Денешното законско решение кое го предлагате во Собранието на Република Македонија или треба да го повлечите, затоа што не соодветствува основниот закон со она што го предлагате вие во самото законско решение. Како што кажавте и вие во вашето излагање, ова вршите измени и дополнувања на Законот за медицински студии и континуирано стручно усовршување на доктори на медицина, а во членот 1 од измените и дополнувањата кои денес ни ги нудите, вие предлагате да се вклучи тука и докторите на стоматологија, дипломираните фармацевти, вработени во јавните здравствени установи, како и помошниот медицински кадар. Или ова законско решение ќе го повлечите, ќе го преработите целиот закон и ќе соодветствува на Закон за студии, континуирано стручно усовршување на доктори на медицина, стоматологија, фармација и така натаму, или ќе направите измени и дополнувања на сите членови во постоечкиот закон. Зошто? Затоа што во членот 1 од Законот за континуирано стручно усовршување на доктори на медицина се предвидуваат условите и постапка за стекнување на квалификации за вршење на професијата доктор на медицина на територија на Република Македонија, при тоа следење на нови сознанија во медицината, усовршување на докторите на медицина, а никаде не ги спомнувате докторите на стоматологија и фармацевтите. Со ова сакам да дадам вовед во она што или за она за што ќе зборувам во наредните неколку минути, а тоа е дека постојано на брзина, без осмислени реформи, без осмислени проекти, без да се знае што сака да се постигне, Министерството за здравство нуди законски решенија. И тоа многу пати сме го виделе во ова собрание, вклучително фактот што ова законско решение за медицински студии и континуирано стручно усовршување на докторите на медицина беше донесено во периодот во 2013 година, кога опозицијата изфрливте надвор од ова собрание. Предпоставувам, пратениците од ВМРО ДПМН без никаква дискусија, без ниеден амандман, да се штанцат самоебитно закони во ова собрание, апсолутно не реагирале по однос на самото законско решение. Од кога увидовте дека ваквото законско решение се однесува само на докторите на медицина, а при тоа согласно Законот за здравствена заштита, тоа треба да се однесува и на докторите на стоматологија, на фармацевтите, на другиот персонал за кој сакате вие да има континуирано стручно усовршување, сега со измените на законот се обидувате тоа да го поправите. Ама законот ќе ви биде фаличен. Затоа што нема член во законското решение постоечкото кое го имате, во кој не се повикувате само на докторите на медицина. Бидејќи во изминатиот период се нагледавме од многу реформи во ова влада на ВМРО ДПМН во изминатите 8 години, јас ќе ја потсетам на дел од тие реформи кои впрочем беа и неуспешни. Например, клучната и најголема реформа за која многу пати сме зборувале тука е распарчувањето на клиничкиот центар. Тогаш ве убедувавме, ве уверувавме дека тоа е штетно за терцијалното здравство, вие посегнавте по тоа. Воведовте по двајца директори со врзан подпис, направивте 30 управни одбори, на годишно ниво потрошивте или трошите некаде по 1,5 милиони евра. Потоа, да не ги спомнувам реформата со која се обидовте да инсталирате камери во сите јавни здравствени установи. При тоа, од кога ги добивте забелешките од надлежните институции, целиот проект пропадна. Но 2,2 милиони евра фрливте во ветар. Вие се обидувате да продадете како реформа, да речеме во периодот пред неколку години, тоа е така наречениот водачи на пациенти, и сето тоа не функционира. Да не зборувам за менеджментот и лидерството во здравството, за кое овие директори кои денес имаат направено долг од 40 и кусуро милиони евра, сте потрошиле само за нивната обука над 200.000 евра. Или во периодот кога дојде министер Никола Тодоров, па се обиде преку еден проект за обука на 10 директори да потроши 80
10.000 евра и од сето тоа немаме никаков ефект. И затоа, пред да го понудите било какво решение во ова собрание, пред се, треба добро да го смислите, за да не ги имаат последиците тие на кои се однесува и самото законско решение. А за последиците дозволете да зборувам сега. Како и на Комисијата за здравство, каде што кажавме делот за белешките, вие нудите законско решение во кое вградувате работи што екзистираат и функционираат и се рутинска работа во здравството Република Македонија децении наназад, не години, децении. Например, тоа дека треба да се водат одредени записници за примопредавање на смената, дека треба да има стручен колегиум, дека докторите на Сабајле заседаваат и одлучуваат или се договараат за дел од интервенциите кои ќе ги има во текот на денот, дека за потешки случаи со конзилијарно мислење се консултираат другите вработени во јавната здравствена установа и така натаму, и сето тоа вие го имате вградено во ова законско решение. Во истото законско решение кое денес го предлагате или за кое денес се обидувате да не убедите дека е добро, има голем број на недоречености, кои се надевам дека заменик министерот доколку ги има информациите, благовремено ќе ни ги даде. Например, вие предлагате со годишниот план за едукација на избраните лекари во Македонија да се опфатат најмалку 35% од нив и почнувајќи од јануари секоја година, таа обука во континуитет да се спроведува. При тоа планирате теоретски дел од 4 часа, кој ќе заврши со тест, и практичен дел од 4 посети, исто така по 4 часа, за кој се добива писмена потврда. Сакам да ве прашам, на чив трошок здравствените работници, односно избраните лекари, предпоставувам ќе дојдат во Скопје и ќе ја добијат ова обука, бидејќи истата повлекува согласно ова законско решение и казнени одредби. И тоа го прашувам од една едноставна причина, затоа што и избраните лекари и генерално лекарите во Република Македонија заради самиот процес на релиценцирање во тек од 7 години треба да на годишно ниво да добијат по отприлика или да имаат по 20 бода, што предизвикува еден дел на континуирана едукација. Дали ваквиот начин со кој вие задолжително барате од избраните лекари и со тоа предвидувате сериозни, кога зборам за сериозни, зборам за казни за кои ќе се одразат врз работата на самите здравствени работници, а тоа е дека ако не го посетат курсот, првата година ќе бидат казнети со 20% од договорот што го имаат со Фондот за здравствено осигурување. Во втората година ќе им бидат раскинати договорите со Фондот за здравствено осигурување. Ако така ги предвидувате казните, кажете ми, например, за еден лекар кој доаѓа од Ресен и кој треба да дојде 5 пати во Скопје, за да ја посети и да ги добие овие потврди. Првиот со тест, вториот со писмена потврда, например, треба да потроши само за патни трошоци по 2000 денари. Или 10.000 денари треба да потроши за 5 посети, за кој Министерството за здравство тоа му налага со закон. При тоа, истиот доктор треба заради собствената лиценца, за да може да ја продолжи по 7 години, во текот на една година да посети 3-4 во зависност од тоа колку бодови носи од така наречените курсеви кои се одржуваат, исто така да додвои и од своето време, но и дел од своите финансиски средства. Или од прилика се земено грубо, вие една плата на годишно ниво, на докторите му ја земате и се обидувате на овој начин да ја дадете. Бидејќи предвидувате континуирана едукација, кажете ми, од кои средства ќе ги покривате овие, или од која програма ќе ги покривате овие финансиски средства, бидејќи во самото законско решение не е така предвидено. Или се добива впечатокот дека секојдневно се бараат се повеќе и повеќе начини Фондот за здравствено осигурување да ги дисциплинира избраните доктори, а по можност истите да ги казни и да им ги раскини договорите. Друг изговор, освен овај, е дека ваквото законско решение, ова што се нуди сега, е повторно
донесено или напишано на брзина со голем број на недоречености за кој за жал можам да тврдам дека од страна на Министерството за здравство претпоставувам ќе нема никаква желба за прифаќање на одредени амандмани. Благодарам.